Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже велики, фален, несфатлив, неискажан, Ти кој со својата рака си го создал човекот, земајќи право од земјата и си го почестил со својот лик. Исусе Христе, име сакано со Твојот безпочетен Отец и со пресветиот и благиот и животворен Твој дух, јави му се на Твојот служител, името и посети го во душата и телото замолено од преславната владичица наша Богородица и присно Дева Марија, по молитвите на светите небесни безтелесни сили, честниот славен пророк, претече и крстител Јован, и светите и сефални апостоли, светите отци наши, вселенските учители Васили Велики, Григори Богослов, Јован Златоуст, Атанаси, Кирил Александриски, Николај епископ Мирликиски, Спиридон Чудотворец и на сите свети ераси, на светиот апостол првомаченик и архидјакон Стефан, на светите славни великомаченици Георги Победоносец, Димитри Мироточиви, Теодор Стратилот и на сите свети маченици, на преподобните и богоносни отци наши Антони, Евтими и Сава Осветениот, Теодоси и зачнувачот на заедничкиот живот, Онуфри, Арсени, Атанаси, Атонски и на сите свети преподобни. Светите лекари кои бесплатно лекувале Кузмани, Дамјан, Кири, Јован, Пантелемони, Ермолај, Самсон и Диомит, Талалеј, Трифун и останатите, и на сите Твои свети, дај му и спокоен сон, телесен сон за здравје, спасение, живот и крепост душевна и телесна, како некогаш што си го посетил Авимелех, својот угодник во Агрипиновиот храм и си му дал утешен сон, да не го види паѓањето на Ерусалим, си го заспал со закрепнувачки сон и вмиг пак си го подигнал за слава на Твојата добрина, па и своите 7 славни момчиња, исповедници и сведоци на Твоето јавување, си ги покажал во деновите на Декије царот и отпадникот, нив си ги заспал во пештерата на 372 години, како чеда кои се греат во утробата на својата мајка, не претрпувајќи никакво распаѓање, на пофалба и слава на Твојата љубов кон човекот и да се покаже и докаже нашиот нов живот и воскреснување на сите. Затоа, човеколюбив цару, појави се и сега преку присуството на својот свет дух, посети го својот служител, служителка, името, и со својата добрина подари здравје, крепост, сила, зашто во Тебе секој добродавање, секаков совршен дар, зашто Ти си лекар на нашите души и тела и Тебе слава Ти вознесуваме благодарност и поклонување со Твојот безпочетен Отец и со пресветиот и благиот и животворен Твој дух, сега и навек и во сите векови. Амин.